Среде лето волци издавија овци во густо населената штипска населба Железничка. Трлото од кое буровски си го вадат левот вчерашното утро било страшно за гледање. Стравото, куп распрлани, издавени, шкембени, мислам, надвор това. Стравото, 5 години тука лежа надвор, не е имало проблем до сад. Дека нешто лошо се навестува, Буровски забележал уште пред 3 недели, но дека до ова ќе дојде, не ни помислил. Пред 20 дена дојде и туку Аргачо, сабајето една удавена, почнем някои кучиња да несе. И на това остана. У сабота вече, у недела кога стана, имаше една удавена, една надавена, од натре изнесени. Али у понеделник кога дойде катастрофа, унатре. 20 овци, јагнини имаш некои изгазени, мали. И тоа е више буција, што да се преземе, кога се преземе, некои имале да обештети. Не сам паметен, голема штета е. Денес, разочаран од она што го снајде, на Буровски му остана само да ја преброи направената штета. Па 2000 евро на овца, добра овце, 100 евро. Плюс тоа тие без јагни овце, не имаше јагнети, ни јагни. Голема штета е. Случајот со Буровски треба да биде аларм за сите надлежни. Имено, освен за стоката, волци во така густа населена населба со околу 6 до 7.000 жители се опасност и за луѓето. Во моментов, единствени на потек се ловџиите кои преку хајки на штетен дивеч можат да спречат поголеми штети кај стоката, а не дај Боже кај луѓето. Ние како ловно здружение не можеме да реагираме бидејќи е ловостој и полезниот и штетниот дивеч се заштите во заштита. Најверојатно хајка ќе се организира после 2 август кога ќе започне ловната сезона.